Која нова дестинација после Мексико сака да ја посети екс-генералниот секретар на владата? Драги Рашковски бара кривичен да му го врати пасошот. Единствената мерка која важи во моментов против него е одземени патни исправи, со оглед на тоа дека апелација прифати со гаранција од 193.000 евра да се брани од слобода. Додека седи на обвинителна клупа, а на глава му висат уште неколку обвинувања од антикорупционерите, Рашковски ги негира сите пораки што ги чита обвинителството, помеѓу него и останатите 6 мина обвинети. Обвинителката Ивана Трајчева на денешното рочиште продолжи да чита СМС и Вибер преписки помеѓу обвинетите Ирена и Игор Ивановски, кои се допишуваат кога и двајцата се хонорарци во владата. Според обвинителството, четворица од соработниците на Рашковски добивале хонорар од Илинденска во 2020 и 2021 година, а парите му ги враќале на екс-генералниот секретар во кеш. Рашковски и останатите 6 мина се товарат за злоупотреба на службената положба и овластување при спроведување на 4 постапки за јавна набавка, а при тоа во джеп си ставиле 300.000 евра. Уште на првото рочиште, екс-генералниот секретар најави судење режирано како во Холивуд, а парите кои ги имал му биле од родендените и мекиците на децата. Во меѓувреме, антикорупцијската комисија бара обвинителството да ги гони Рашковски и Зекири, кои ја скусиле државната каса за 2,5 милиони евра за време на нивниот мандат во владиниот секретаријат. Обвинителството вели дека до нив се уште нема пристигнато представка, а кога ќе стигне ќе ја разгледаат и ќе бараат докази за отварање нов предмет со оглед на тоа дека антикорупционерите апелираат генералните владени секретаријати, сега поранешни, да бидат гонети за сите хонорари кои ги сплаќале во последните 5 години.